тема на овој прес ќе биде актуелните состојби во мелничко-пекарската индустрија и оно што ќе биде предизвик за 2016 година. Минатата недела мелничарите се собраа во Стопанската комора на нивна иницијатива секако да ги разгледат актуелните состојби, она што беше актуелно, што беше проблем во 2015 година, но воедно и она што ќе биде предизвик за 2016 година. Очигледно дека имаме нови околности, нова ситуација на пазарот, борбата помеѓу домашните производители и увозниците е крајно заострена. Одредени проблеми постојат и понатаму, се напластени, уште повеќе ги оптоваруваат домашните мелничари и како што тие самите нагласија, ова е краен момент нешто да се направи со цел да се заштити домашната индустрија, затоа што поголем дел од нив најавија дека веројатно во тек на следната година ќе затворат погони, а самото тоа знаеме ќе повлече отпуштања на вработени и така натаму, и секако можеби најпогодини ќе бидат и домашните производители, затоа што ќе нема кој да им ја откупи домашната пченица. За да се задоволат потребите за брашно на Македонија, според анализите на мелничката индустрија во Стопанската комора на Македонија, на месечно ниво, изведен просек за последните 4 години, потребни се околу 13.563 тони. Или, ако тоа се валоризира, значи во пченица, тоа значи дека месечни потреби се 18.085 тони пченица, односно на годишно ниво 217.000 тони. Според претходно направените анализи за потребите на брашно, претворени во пченица, македонските мелници го покриваат домашниот пазар со некаде околу 65% од сомерената пченица. Односно, остаток од 35% доаѓаат од увоз. Знаеме, најмногу доаѓа од соседството, но и од некои други земји, Унгарија, Бугарија, Хрватска, но сепак најголемиот увоз доаѓа од Србија. Според овие податоци, значи во Македонија домашните мелници работат со 65% од својот капацитет, а некои од нив, за жал, веќе и не мелат. Од вкупните количини кои што се мелат во Македонија, од страна на домашните мелници, околу 60% е увозна, додека 40% е домашно откупена пченица. Минатата година имавме некаде околу 76.000 хектари беа посејани со пченица. 2014 имавме производство од 287.000 тони, за 2015 конечната бројка нема, ќе почекаме уште некој ден да добиеме барем официјално завод статистика, но секако ќе биде пониска. Знаеме, поради поплавите и тоа најголемите загуби беа токму во Бидолско-Пелагонискиот регион. 2014 беа откупени 72.000 тони, оваа година сигурно ќе бидат откупени помалку, поради претходно изнесеното. Најголема опасност за мелниците во Македонија е нивната неконкурентност, односно неможност да конкурира со цените на увозното брасно, со што директно се загрозени, како што претходно кажав, земјоделците. Причини за тоа се непазарните цени на домашната пченица во екот на откупот и незиниот квалитет секако. Во одредени периоди на годината, цената на увозната пшеница се доближува многу блиску со цената на увозното брашно, што дополнително создава проблеми на домашните мелничари и мелничарската индустрија генерално. Ова се само податоци на увезено брашно, значи како што гледате во период од 4 години практично за 30% и повеќе се зголемува увозот на годишно ниво на брашно и оваа бројка што имаме 40.511 тони увезено брашно, тоа е за 11 месеци. Дополнително треба да добиеме бројката за 12 месец, што значи дека веќе сега количината е поголема и сигурно таа бројка ќе порасне за одреден процент, додека увезената пченица е на некаде на ниво од 80 до 85.000, тоа е некој просек на годишно ниво што се увезува пченица. Или тоа представено со графикон, кој практично точно покажува во кој правец иде домашната мелничка индустрија за жал. Пикот, овој пик што претходно го видовте во 2012 година, плавиот, тоа е само кога имавме еден интервентен увоз за стокови резерви, кој е во прашање пченицата. Мерки кои беа преземени минатата година од страна на мелничко-пекарската групација, имаше повеќе иницијативи и голем број средби со ресорното министерство.
Една од мерките кои беа преземени за подобрување, тоа беше оној врзан увоз 4:1 и 3:1, иако тој беше неколку години наназад, претходно, може би се покаже како најдобар, едно од најдобри мерки, но за жал ќе видиме дополнително подоцна ќе се објасни зашто не даде резултат. Тоа беше една од мерките, потоа контролните маркици кои беа инициирани исто така инициирани од страна на Стопанската комора на Македонија за пуштање во промет брашно од домашно производство и правилникот секако на кој најмногу се работеше за контрола на квалитет на брашното. Нормално збориме како и за увозно брашно, така и за домашно произведено брашно. Резултат од ваквите поднесени барања, иницијативи, мерки со кои сметавме дека можеби ќе се подобри ситуацијата. Со условениот увоз, резултатот е скапо купена домашна пшеница и недоволно квалитетна, а секако не ревалоризирана со профит преку брашното. Тоа е последица на, за жал, временскиот период кој не ограничува согласно правилата на ЦЕФТА. Можеби, доколку тој траеше подолго, ќе имаше некакви резултати, но за жал, мислам дека беше 90 дена, стана толку е дозволено согласно ЦЕФТА правилата, практично не даде очекуван резултат. Од друга страна, со уведување на контролните маркици, иако сметавме дека тоа ќе стави некаков ред на домашниот пазар на брашното, за жал и оваа мерка не даде некои големи резултати, затоа што маркици се даваат во трајање од 30 дена. По искористување или неискористување листите, тие треба да се вратат во ресорното министерство, но за жал немаше голема следливост, што значи дека и по истекот на важењето на маркиците, тие беа и понатаму пуштани во промет, се увезуваше брашно, така да практично и оваа мерка не даде некои резултати, односно она што требаше да се очекува да се стави ред на домашниот пазар. Правилникот за квалитет и контрола на брашно, пуштено во промет, домашно или од увоз, не се спроведува целосно, односно увезеното брашно не подлежи на анализа на акредитирани лаборатории. Се работи за следното: согласно овој правилник, објавен во Службен весник 102 од 2010 година, имаме обврска, значи морам да напоменам, не збориме за безбедност, тоа контролира други институции. Квалитет. Збориме строго за квалитет на брашно. Тоа подлежи, значи, на испитување, анализа и добивање од акредитирана лабораторија сертификат. Тоа се должни и домашните производители и увозниците да направат. Ке нас додуше проблем беше што немавме акредитирани лаборатории. На почетокот на минатата година се акредитираше првата лабораторија, тоа е Кадино, и во текот на оваа година, негде есента, се акредитираше уште една лабораторија, тоа е Макмин Чешинов. Така да практично сега имаме две акредитирани лаборатории и Стопанската комора поднесе иницијатива, сметаме дека ќе се прифати, сега веќе нема никакви проблеми, зашто да не. Како и при увозот на увоз на брашно, така и при пуштање промет на брашно домашните производители, секој од нив мора да го извади овој сертификат со кој се контролира квалитетот на домашното брашно. Сметаме дека тоа е исто така мерка со која ќе се стави до некаде ред на домашниот пазар. Мерки кои групацијата ги предложи, некои од нив се од минатата година, последната мерка е од оваа година, односно од последниот состанок, која ќе доставиме како иницијатива. Се надам дека ќе се разговара за неа, односно домашните мелничари се спремни и да аргументират. Итно преземање мерки, значи, со цел да се заштити домашната мелничка индустрија, која согласно нивните укажувања е пред тотален колапс, а веќе компаниите најавуваат дека се во слаба кондиција и дека еден дел од нив можно е и да затворат или едноставно да не откупуваат следната година, со што практично ќе бидат погодени и домашните производители. Второ, целосно спроведување и контрола, односно напуштање во промет на брашно од увоз, секако се мисли и на домашното тука, на контролните маркици, односно забрана за пуштање во промет на брашно ако е пројден рокот на важење на маркиците од 30 дена. Трето, целосно спроведување на донесениот правилник за квалитет на брашно,
односно да не се пушта брашно во промет, се додека Агенција за храна и ветерина не даде дозвола по добивање на анализите за квалитет од акредитирани лаборатории. Цело време напоменам, колку што важи ова за увоз, толку важи и за домашните производители, зашто они самите се свесни. Четврта мерка која на индиректен начин сметаме дека ќе придонесе и за домашните мелничари, тоа е да се изнајде начин за дополнително субвенционирање на домашните земјоделци и тоа, односно производителите на пшеница по предаден килограм пшеница ке лиценциран откупувач по класи на квалитет. Со тоа сметаме дека ќе се издигне квалитетот на пшеницата. Еден таков случај имаме, се сеќавате се, вие пратите и во тутунската индустрија, каде што пред 3 години почна да се применува класите ке тутунската индустрија. Првата година беше тешка, нагло падна и квалитетот и откупната цена, меѓутоа производителите веќе втората година се фатија кондиција. Оваа година имаме и висок квалитет и високи откупни цени, задоволни се сите согласно нивните кажувања, така да сметаме дека тоа ќе биде добро искуство, оваа пракса да се примени и ке домашните производители на пшеница. Со тоа нашата пшеница би имала и по-конкурентна цена во окружувањето, а исто така и домашните мелници по конкурентно домашно брашно. На еден начин би се намалил увозот на брашното, односно би се зголемил извозот на домашното брашно. И она што е последна мерка, што беше предлог мерка, која беше утврдена на последниот состанок во комората минатата недела, а тоа е домашните мелничари имаат намера да побарат субвенционирање и тоа 2,5 денари по килограм откупена пшеница од последната реколта. Се работи значи за разлика во цена од откупната цена на домашната во периодот на откуп во споредба со цената која беше во Србија, од каде што доаѓа најголемиот изvoz. Практично со овие 3 стари предлози и последниот предлог кој инициран на последниот состанок, групацијата на мелничари ќе настапи во натамошните разговори. Сметаме дека некои од нив ќе бидат прифатени доколку има можност и дека во последен момент ќе се спаси оваа гранка, затоа што, како што кажава самите тие, состојбата е овој пат крајно алармантна.